Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест вечерва мој гостин да биде Страшо Ангеловски, председател на МААК. Добре дојде. Добро ве најдов и добра вечер. Страшо, денеска многумина седнаа пред не веќе толку малите екрани поголемки се, нели? Спремија и пуканки, подготвени да гледаат нешто интересно што требаше и беше најавено дека ќе се случува на Давос. Еден го најавија буквално кажано како судир меѓу глобалистите и суверенистите, но нешто во меѓувреме се случи. Неколкумина од оние кои што требаше да влезат во клинч или да учествуваат на мегданот, се ги запалија авиончињата и си се вратија дома. Меѓу нив е Макрон, меѓу нив е Лајен, која што рече ќе подготвувала Европски совет, тоа било многу побитно. Ова се погоди буквално, Трамп слетува, тие полетуваат. Како гледаш на овој чин? Се очекуваше многу факти и едната и другата страна, многу теми, Гренланд, Украина, Газа, што веќе не? Љупчо, да. Најпрво јас бев изненаден кога седнав некаде околу 14:30, после 14:30 започна преносот во живо, одговорот на Трамп, ги завртев сите македонски национални телевизии, за жал, на ниту една не најдов пренос, ниту една македонска телевизија не мислеше дека обраќањето на Трамп денес во Давос има таква тежина за да биде пренесувано. И утре, задутре, многумина, како новинари и аналитичари, ќе се повикуваат на говорот на Трамп од она што како фрагменти ќе го добијат одавде или оданте. Час и половина траеше неговиот говор, го следев внимателно. Сметам дека ова што тој денес и она што Путин 2007 во Минхен го кажа, дека тие два говори ја определуваат иднината на светот. На крајот на краиштата, од зборовите на Путин 2007 во Минхен на безбедносната конференција, многу од нештата се вградени во новата американска стратегија за национална безбедност. Она што денеска го кажа Трамп е новиот патокас по кој ќе се движи светот. Мене ми останаа, да речеме, 4 работи, како вака, во хайлайти, така наречени. Најпрво Трамп го почна своето обраќање со своите успеси. Да, интересно, со аплауз се качи на сцена. Онака како што постојано, да, онака како што постојано, дека само тој може тоа да го направи, дека од Америка направи ова, дека од Америка направи она. Значи, ги кажа сите своји успеси, ги произнесе сите своји успеси, вклучително и нели стотиците војни кои ги сопрепа и така натаму и така натаму. Потоа, она што беше можеби најударно, обраќањето кон Европа и кон европските држави и забелешката за зелената енергија и мигрантите кои се основата за пропаѓањето на Европа и на европската цивилизација ваква каква што е. Може би повеќе и од Дон Кихот се бореше против ветерници. Повеќе од 5 минути зборуваше за ветерниците кои произведуваат струја, а кои се непотребни и кои дури според него трошат повеќе од колку што создаваат. Ја зборуваше за таа зелена енергија, ја нападна Европа дека со тоа денес во моментов Европа има 20% помалку енергија од колку што имаше, а 40% помалку од она што требаше да има. При тоа ја нападна и Велика Британија и останатите што не го користат Северното море како што рече како извор на енергија и така натаму и така натаму, и во сето тоа ги спомена и мигрантите и како симбиоза на тие две компоненти стои неговата теза дека европската цивилизација се наоѓа пред пропаст, условно речено. Потоа се осврна на Гренланд, она што сите очекуваа, нели? И тој дури ги праша, очекувате да зборувам за Гренланд? Да, ќе ви кажам, вели, не мислам воено да го освојам. Значи, тоа беше децидно кажано од негова страна. Меѓутоа, потоа, како го разви муабетот околу Гренланд, така се виде, барем оние кои следеа внимателно, чинам дека знаат дека дефинитивно Гренланд ќе стане американска собственост. Јасно кажа, парчето мраз кој тој го нарече и кажа дека е тоа северната граница на западната хемисфера.
завршена приказна. Зборуваат за таа Монроова доктрина. Монроовата доктрина е малку различна. Таа значеше пред 202 години, нели, председателот Монро, таа значеше да повлекување на сите европски колонизатори од западната хемисфера, односно од Северна и Јужна Америка. Ова денес не значи тоа, туку значи и владење на Соединетите Американски држави со западната хемисфера и вклучително и со незината северна граница. А северната граница е тоа што Трамп симпатично каже, тоа големо парче мраз, односно Гренланд. И последното, она што го зборуваше за економијата, за американската економија, со која сите треба да соработуваат и да работат доколку сакаат да преживеат. И многу беше убав примерот со Швајцарија, со земјата домајчин каде што тој тоа го кажуваше, и со председателката со која разговарал, за која кажа дека плачела во разговорот, ве молам немојте, затоа што рече, јас видов дека една мала Швајцарија која произведува само часовници, и ја спомна фирмата Rolex, и вели таа и таква, 41 милиарда долари заработува од нас на часовниците. И реков, ќе ви воведам царини. И тоа е тоа, и сега, конечно, ја пофали Кина, дека е една од ретките која нема такви ветерници за да произведува струја од ништо, дека се уште се подпира на јагленот, на нафтата и на традиционалните извори, но не остави да не забележи дека Америка е лидер во вештачката интелигенција наспроти Кина, што може би не е така. И она што е најинтересно, за Украина проговоре само една реченица, и таа реченица беше дека Путин сака мир, дека Зеленски сака мир, но дека се уште не е дојдено до мирот. Значи, треба да се свати дека дефинитивно Трамп ја врши својата перестројка. Онака символично речено, затоа што во 90-тите години економските експерти во тогашна Русија сватија дека ако и понатаму продолжат да го одржуваат Советскиот сојуз и Варшавскиот пакт, во кој тие вложуваа за да другите имаат безбедност и сигурност, дека тие полека, но сигурно ќе ја потонат Русија во една црна дупка. Истото денеска го свати Трамп, затоа што пандан на некогашниот Советски сојуз е Европскиот сојуз или Европската унија, пандан на Варшавскиот пакт е НАТО. Економските експерти во Америка, оние околу Трамп, сватија дека доколку продолжат така штедро да ги финансираат и ЕУ и НАТО, дека тоа ќе ја повлече Америка во една црна дупка и Америка ќе пропадне. Од тука се гледа дека идејата на Трамп се повлекува на западната хемисфера заедно со северната граница, во која северна граница не случајно го спомена и Исланд онака малку срамежливо, дека остатокот од светот, посебно за жал Европа, ќе биде оставена на некое друго влијание, Југоисточна Азија и Централна Азија ќе биде оставена на трето влијание, и дека светот ќе се движи натаму на поделба меѓу трите големи светски сили. Како гледаш на она бегство кое што го споменавме на почетокот, од една страна, ќе го представат како пркос, како ароганција, еве ние не сакавме да се соочиме, од друга страна, ако не си на теренот, не можеш да даеш гол, ако не си на теренот, можеш да бидеш пркосен, а му вратиш пркосно на Трамп. Тоа не смеа да го направат, се плашат да го направат, и затоа избраа бегство за да прикажат, еве ние не се сретнавме со него. Љупчо, вака, значи тоа е тврдење на тие мејнстрим медиуми европски, дека не е точно. Трамп ги откажа билатералните средби со нив. Макрон и во пораката. Значи, откажувајќи ги билатералните средби, тој им рече да, можете да бидете во публиката, да слушнете што ќе зборувам, меѓутоа нема да имате лична средба со мене. Не им преостануваше ништо друго, освен за да не бидат понижени, да си заминат дома. Затоа што еднаш веќе беа понижени, кога ги седна во неговиот кабинет во Белата куќа, кога како ученичиња и кога фон дер Лајен го прифати договорот за царини 15%, втор пат беа понижени, трет пат беа понижени, денеска најверојатно не сакаа повеќе да се понижуваат, а згора на се можеби Макрон и не можеше
како што рече Трамп, тој е убав човек со црни очила, така што може би мораше да се повлече, меѓутоа не е работата шеговита, работата е многу сериозна. Европската унија и големите европски држави дефинитивно им е покажано местото, каде е нивното место. Она што го говорам со години, може би и децени, дека ЕУ и европските држави за жал се дефакторизирани, меѓутоа самите себе си се дефакторизираа откако прифатија да бидат приврзок на клучевите на американските председатели. И тоа е тоа. Инаку, ова што се случува во Давос е една интересна ситуација, која требаше да биде нешто сосема друго. Формирано е 71-та и со друго име, потоа прераснало во Светски економски форум, меѓутоа беше замислено како насока за економско и енергетско движење на светот. Како и ЕУ. Како и ЕУ. Да. Денес прерасна во нешто сосема друго, прерасна во место каде што се избираат бројлерите, од кои понатаму ќе бидат одгледани политичари кои во либералните елити ќе ги водат европските држави. Ова е и увертира можеби на она што ќе следува на Минхенската конференција, безбедносна, бидејќи лани почна она слободно кажано швакањето, шваканиците, први летна од Венс таму, нешто што цела Европа занеме и од тогаш натаму работите многу се сменија, да очекуваме нешто уште по... Па не знам, најпрво ќе биде интересно утре да видиме, макар што за мене она што утре ќе се случува е малку повеќе холивудско сценарио отколку нешто што на вистина ќе промени, меѓутоа интересно е да видиме каков ќе биде составот и кои се ќе присуствува на мировниот одбор, совет или како сакаме да го наречеме, или комитет, кој нели Трамп го формира, со кој сака доживотно да председава и така натаму и така натаму. Ќе видиме некој од луѓето и не добија покана, некој од нив кои одбија да присуствуваат. Велам, нема да биде тоа нешто кое ќе има кој знае каква моќ во светот, меѓутоа ќе биде показател за тоа каде ќе се движи билатералниот однос на Америка со останатите држави. Ние мора да ни биде јасно. 8 држави кои добија царини од Трамп затоа што испратија своји представници на Гренланд, веќе јасно ја диференцираат или ја делат Европа или Европската унија. Тоа се западните држави, дел од државите кои беа дел од старата Европа. Ниту една од новите членки, како што се Чешка, Унгарија, Словачка, Полска или не добија такви царини. Тоа ќе рече дека веќе Соединетите американски држави, онака како што најавија, веќе и започнаа да ја делат Европската унија. Оти во американските медиуми, најверојатно си сретнал, веќе имаше најава како ќе бидат поделени сферите на влијание. Пишуваше дека Италија, Австрија, Унгарија, Чешка, Словачка и Полска ќе бидат еден појас на неутрални држави. На запад од нив ќе биде западното влијание, на исток од нив ќе биде источното влијание. И еве Трамп со овие царини веќе како да почна полека да ги дели државите. Дали може би најлицемерно во целата приказка изигра Германија? Испратија и тие војници на Гренланд, за да како што кажа и ти самиот на почетокот кога зборувавме пред емисијата, кога Трамп им кажа царини, тие веднаш се ги вратија утреден, иако беа само 15, но после сето тоа, наместо да направат нешто конструктивно, Мерц, еве сега пред малку објави, нема да остане утре наутро ќе го запали авионот и ќе се оди, нема да присуствува на мировниот комитет и тоа го кажа. Да не беше жално, ќе беше смешно. Но нели, едно со друго не одат работи. Меѓутоа, знаеш, може би е уште поинтересно она што го кажа и Макрон и канадскиот премиер. Welcome China. Добре дојде Кина. Внимавај, оние кои беа додека беше Бајден председател и додека беа во добри односи со Америка, односно беа приврзок на Америка, кои Кина ја сметаа за свој најголем непријател, кои воведува економска војна против Кина и така натаму, денес, заради односот на Трамп, односно на американската, ваквиот однос на американската администрација кон Европа, секако мали деца. Повеќе не играме со тебе, сега ќе играме со него. Па ја повикуваат Кина да инвестира во Европа, па ја повикуваат Кина да биде таа која ќе биде присутна тука. Со тоа
полека, но сигурно. И самите ја вршат поделбата внатре во Европа, и самите полека, но сигурно го уриваат тоа трансатланско партнерство, да речам, она што нели со што се гордеја, а кон што и ние стремевме безусловно, тие северноатлански интеграции и така натаму, нешто за кое зборувавме и јас, и ти, и пишувавме со години наназад. Јас се сеќавам, десетици години наназад зборувам дека ниту еден сојуз не е вечен, и ниту еден сојуз не може да биде примарен во однос на татковината на државата. Значи, секогаш е прва државата, а потоа сојузот каков и да е. Затоа што во историјата на човештвото не е обстанал сојуз кој е вечен. Сите сојузи постојат и еднаш се распаѓаат. Сега ќе бидеме сведоци, еве нашата генерација, ќе биде сведок на распад на сојузите кои за нашите безалтернативни политичари изгледаа како вечност. Не се вечни и ќе докажеме дека е тоа така. Ќе направиш да ми падне жал за Шекеринска, но се шегувам. Ти одамна го зборуваш ова, а и сега е целата работа се сведува на едно те исто, да не речам, што би рекол Рамбо Амадеус, но ова е многу поинаков и многу поконкретен судир на две нешта. Ова не е судир на Америка со Европа, Америка со не знам кого. Да. Тука, според тебе, одамна идеолошка една војна која што долго време тлее, а сега веќе не е баш тлење. Дефинитивно, Лјупчо, види. Да се биде или не. Еве, за да не зборувам јас, зборува емпиријата. Зошто немаше ваков судир меѓу Соединетите американски држави и Европа, додека на власт и на едната и на другата страна беше радикалната левица, односно либералите. Значи, откако дојде конзервативната, суверенистичка струја, односно мага движењето во Соединетите американски држави, започнаа овие судири. Јас уште одамна, не знам, напишав веднаш кога Трамп ја презеде функцијата, дека конечно Трамп и Путин имаат заеднички непријател. Нивниот заеднички непријател е радикалната левица во Европа или либералните елити од Европа. Делуваше многу контрадикторно, но меѓутоа тоа е така и еве денес се покажува дека таа либерална елита, таа радикална левица дека е најголемиот непријател. Всушност, таа радикална левица во моментов е во коалиција со радикалниот ислам. Ајде да не речем коалиција, ево соработка. Ние треба да следиме внимателно за да видиме што се случи во Њујорк. Еден исламист преку радикалната левица станува градоначалник на Њујорк. Во Британија, во 4 најголеми града, значи радикалните исламисти ја користат радикалната левица како незини членови да дојдат на функција, да го зголемат своето влијание, а потоа да почнат полека и да ги реализираат сопствените интереси. Тоа ќе видиме во наредните години, да бидеме живи и здрави, ќе видиме дека точно ќе биде така и дека тој и таков радикален ислам навлезен во партиите на радикалната левица, доаѓајќи до функции во таа и таква радикална левица, полека, но сигурно ќе ги инсталира своите интереси во државите каде што тоа ќе го стори. И втора работа. Јас во мојата последна колумна пишував, постои една многу голема опасност од распадот на НАТО. Прво, постоеше опасност за нас, што сега се докажува. Ја пишував уште пред 10 години дека влегувањето во НАТО за Македонија е поголема опасност за нејзина евентуална поделба, отколку ако сме надвор од НАТО. Затоа што, доколку велев тогаш, условно речено, нашиот западен и источен сосед решат да ја поделат Македонија, а и тие двајца се членови на НАТО, соседите и ние, тоа ќе остане внатрешно прашање под чадорот на НАТО. Никому не ќе може да се обратиме за помош, затоа што кој и да се обиде да ни помогне, и ако сметам дека никој не може да се обиде заради нашата целосна посветеност на НАТО, но и доколку сакавме, никој не можеше да ни помогне во нашата поделба, затоа што ако се обидеше да се вмеша, ќе се активираше членот 5 од тој нели устав на НАТО и сите ќе скокнеа против тој што ќе се обидеше да ни помогне. И на многумина тоа им изгледаше смешно. Меѓутоа, еве денес се покажува дека што доколку Соединетите американски држави решат што ќе стори НАТО и дали ќе може Гренланд да се обрати кому и да е во светот,
за да биде да се сочува себе си и својот интегритет. Значи се докажува дека членството на НАТО е поголема опасност и дури смешно делува, еве да речеме, изјавата на Макрон на Франција која бара НАТО вежби на Гренланд. Кој ќе учествува на ти? Ќе учествува ли и Америка? Дали ќе биде таа НАТО вежби заедно со американските војници? Дали ќе си играат војна, па едните ќе напаѓаат, другите ќе бранат да видат како би излегло сето тоа? Значи, влегуваме во еден абсурд, во една невозможна ситуација, но каде е опасноста? Во овој период на условен почеток на распад на НАТО, почнуваат да се создаваат фрагментирани воени сојузи од земјите членки. И тоа се создаваат токму овде на Балканот, што представува извонредно голема опасност. Најпрво беше создаден воениот сојуз меѓу Хрватска, Албанија и Косово. Преку кој сојуз Косово полека се втурнува преку мала врата во НАТО. Како одговор на тоа, Србија и Унгарија потпишаа свој воен сојуз. Сега, пред 10 дена, Израел, Грција и грчкиот дел на Кипар потпишаа воен сојуз со засега 2500 војници, по 1000 од Израел и од Грција и 500 од Кипар. Меѓутоа, опасна е тезата дека тој воен сојуз постои за да го контролира источниот Медитеран. Источниот Медитеран на кој Турција полага право како на територијални води. И сега, тука кога се обзнани сојузот меѓу Израел, Грција и Кипар, веднаш реагираше Србија, која рече дека би било извонредно нивниот сојуз со Унгарија да се прошири со незините вековни пријатели Грција, Кипар а од друга страна пак Бугарија и Романија пројавија подготвеност да влезат во сојузот на Хрватска, Албанија и Косово. И последно конечно неутрално ќе биде. Последно Турција најави влез во веќе постоечкиот сојуз на Саудиска Арабија и Пакистан или во тоа така наречено исламско НАТО. И во една таква ситуација се реди сцената, се мести исто како што беше наместена пред Балканските војни. Единствено ние остануваме како центар и доколку прифатиме да влеземе во кој да е од тие сојузи, е опасно за нас, затоа што ќе бидеме на крајот вшмукани од поголемите држави кои ќе го сочинуваат тој сојуз. Доколку останеме и не се определиме, односно останеме повторно со различни капи, па едните од нас да влезат во сојузот кој го прави Србија и Грција, другите во сојузот на Хрватска, Албанија и Косово, третите со Турција и така натаму, повторно ќе го имаме она што рече Бог да го прости Петрема Андреевски, ги именуваме капите на глава и влегуваме во војна еден против друг во братоубиствена. И затоа јас се навратив на 90-тата, кога МААК предложи демилитаризирана и неутрална Македонија. И сега на 4 февруари, кога правиме 36 години од формирањето на МААК, ќе подготвуваме веќе еден документ кој ќе го дадеме на прочит на македонската јавност со барање Република Македонија повторно да проговори за неутралност. Неутралност која ќе ја гарантираат трите големи светски сили, САД, Руската Федерација и Кина. Нашата дипломатија ќе треба неуморно да работи, да убедува, да зборува, да посетува, да моли ако треба, за да ги добиеме тие гаранции во една таква ситуација. Само во таква ситуација ние ќе се најдеме безбедни меѓу сојузите кои се формираат околу нас. Дали од досегашните активности на македонската дипломатија и новата македонска влада, конечно и за промена сме на некој подруг и повистински пат? Зборувам за блискоста на врските со Америка и сето она што се случуваше минатиот период и идеолошки, значи реално и многу насад. Мене ме радува, се придвижуваат работите. Полека, но се придвижуваат. Зашто станува збор? Свативме дека не постојат само тие
мултилатерални организации и врски. Дека треба што повеќе билатерални односи и билатерални средби и контакти. Тоа Трамп ни го покажа многу вешто. За него не постојат мултилатерални организации. Тој на крајот на краиштата пред една недела ги извлече сат од 65 меѓународни организации, вклучително и од Венецијанската комисија во која ние се колнеме и од судот во Хаг кој работеше против нашите бранители. Значи, од 65 светски организации, тој дури ниту Обединетите нации не ги признава како организација, туку работи билатерално. Нашите започнаа, гледам дека нашата дипломатија се повеќе оди на билатерални средби и со Обединетите арапски емирати, со Катар, и со европските држави и така натаму, и со Соединетите американски држави, но искрено мора да се отвориме кон Руската Федерација и кон Кина. Дајте бе, луѓе, некој напишал на порталот дека еве започна кинеското освојување на Македонија и кинеското влијание на некој портал, затоа што кинеската опера ќе гостува во Република Македонија. Да. Па за кои глупости ние овде зборуваме? Значи, треба да се отвориме. Не, свесна ли е Америка, свесна ли е Вашингтон дека започнува Кина да ја освојува Македонија? Мислам, го читав тоа, затоа да бидеме, знам кој сајтот, ама нема да ги да не го споменеме, да не му правиме реклама. Значи, знам и јас. Значи, сакам да кажам дека мораме да почнеме да водиме реал политика. Доста беше со ирационални политики. Ирационалните политики ја доведоа Европа во оваа ситуација кај што се наоѓа. И ирационалните политичари. Примерот со Каја Калас. Знаеш, нејзината еволуција. Таа беше премиер на Естонија пред да дојде на оваа функција. И кога ја праша дали се уште користите газ, руски газ, таа рече не. Ние денес добиваме од Финска. А Финска има ли газ? Од кај добива Финска газ? Таа рече низ цевовод. Значи, види, колкава мудрост собрана во една мала жена. Потоа, пред 10 дена, еволуира и рече, дојде време да почнеме да пиеме алкохол. Каја Калас изјави дека е дојдено време за оваа ситуација да почнеме да пиеме алкохол, за да вчера каже дека е потребен заштита на европскиот суверенитет. Значи, да се разбереме, Европската Унија постои за да ги уништи националните суверенитети на државите членки. Европската Унија не постои за да го зацврсти суверенитетот на нејзините членки. Затоа што цврст суверенитет на државите членки ќе оневозможат ваква бирократска творба каква што е сегашната Европска Унија. Од тука сакам да кажам какви таленти ја водат Европската Унија, какви таленти кои одлучуваат за иднината и за судбината на овој континент. Дали сепак не Украина, како што мислеа сите, туку Гренланд ќе биде катализаторот на уништувањето на Европската Унија како творба настрана односите со САД, но и тука има огромни поделби кои што се уште тлеат, оние 3/4 извикани кои што се против, но поголемиот дел не го кажуваат тоа јавно. И една друга работа, тие 3/4 кои што го зборуваат тоа, не се веќе легитимни представници на нивните држави. Да. Следните избори, кога и да се, тие нема да бидат веќе на политичката мапа и ќе одат во историја. Значи, во превод, Европа во многу работи се сложува и со САД, и со Русија, и со останатите, но оние неолиберални, ти ги викаш либерални, неолиберални, онаа длабоката европска држава би била не тоа американската, нели? Не се даваат, се копрцаат и многу интересно, Соросовите методи неолиберализмот најдоа најдобро тло во една лулка на демократијата, најстариот континент. Требаше да биде тоа во Африка некаде во Јужна Америка, помлади држави. Не можеше да биде таму. Нема логика, нели? Парадоксално. Не, точно овде. Да. Можеше токму овде, затоа што проповеда лажни поголеми права. Целиот систем е заснован на лажни права. Зборуваме нели за ЛГБТ правата. И сега, ние ќе видиме и кај нас, во тие ЛГБТ организации. Ние најмалку имаме ЛГБТ припадници.
се тоа платени луѓе од невладините организации, од тоа за да добиваат. од тоа А не се со живеат таква и сексуална работат ориентација. за да ги промовираат За тие жал, да. нешта. Промовирајќи такви постхристијански вредности, се обидуваат значи Да ги уновчат работите, да, тие не. да ги уновчат, меѓутоа и да ја уништат од европската цивилизација. Е изградена, сакале ние тоа да го признаеме или не, врз христијанските вредности и врз христијанството. И денес се води битка за постхристијанско општество, а во таква една ситуација може токму во Европа. Не може во Јужна Америка, каде што христијанството се уште е толку јако, што не дозволува да биде уништено. А овде можеше тоа да се работи и за жал најпрво ја уништија левицата. Создадоа либерална левица, уништувајќи ја социјалдемократијата, уништувајќи ја социјализмот, кој има каква таква идеологија. И затоа СДСМ сега е на распаѓање. Затоа што нема идеологија, туку е либерално друштво или либерална невладина организација. Дали ова последниот очајнички крик што се случува таму, еве токму со првата пушка која што е докажан корисник на психотропни супстанции, самиот призна. Значи, многу ми е неолиберално работава на оние различностите, на модерното, на приказката умните, убавите наспрема немиените, па сега еве да се приближат преку такви ликови до Европа, па еве и криминалците ги собираме во своите редови, иако тој е осуден, но имало шанса за жалба и Љупчо, знаеш се што се случува. Повторно доаѓаме до битка на идеологија и до идеолошка војна. Идеологијата на тој либерализам, на тие либерални елити е индивидуалноста. Значи, индивидуата пред се. Ама празна индивидуа. Без полова припадност, без полова припадност, туку со родова припадност, без семејна припадност, туку со родител 1 и 2, без верска припадност и без национална припадност, индивидуа. Од друга страна, е конзерватизмот или, се извинувам, суверенизмот, кој пак бара колективна припадност, да припаѓаш на семејство, да припаѓаш на пол, да припаѓаш на вера, да припаѓаш на нација. Значи, повторно дојдовме до таа идеолошка битка која ќе ја одлучи иднината на светот. Онака како што тргна, ветува дека старото нормално ќе го победи новото нормално. Меѓутоа, треба да сме загрижени. Видовме дека најпрво авионот на Трамп се врати некаде од над океанот, се врати назад затоа што рекоа дека имал проблеми во електрониката. Ќе се испитува и ќе се види тоа зошто е така. Второ, неговото обраќање во Давос започна со некаде 3-40 минути за доцнување, затоа што дури беше испразнета салата сосем, каде што требаше да се одржи обраќањето, беа замолени посетителите да ја напуштат, што ќе рече дека најверојатно повторно имало некакво случување. Тоа ќе рече дека Трамп влезе во една војна со неговата длабока држава, влезе во војна со таа либерална елита, либерална идеологија, ама пред тоа не успеа да ги прочисти специјалните служби кои треба да го штитат. Така што најверојатно има остатоци кои, не дај Боже, може да го сопрат целиот овој процес, решавајќи го него од местото председател. Имаме уште теми за отворање, ќе зборуваме и натаму и за Гренланд, и за Украина, но и за Македонија. Со наш Страшо Ангеловски се раѓаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против на гостина Страшо Ангеловски. Зборувавме за многу теми во првиот дел, онаа тема која што не ја фативме, мислам, која што треба, која што е најактуелна и разборичка, многу страсти минативе неколку недели, месеци да не речам, е Гренланд. Тој Гренланд кој што многу интересно предизвика многу различни реакции во однос на некои работи што се случува, во однос на она што беше со Украина, во однос на
многу двојни аршини се разбудија, дел и од македонските автори се потсетија на двојните аршини кои што ги практикуваше токму Европската унија и светот во однос на Македонија, во однос на историјата на Македонија, па се вратија дел од нив дури многу наназад, се вратија и на Сан Стефано, и на Букурешт, и на многу работи кои што се уште за жал на некого ги паметиме, но и на поновата македонска историја која што е поврзана со еден преспански договор, кој што па го разборичка, еве имав еден гостин вчера, го разборичка прашан околу аферата со Жан Митрев, тој многу интересно ми рече, па парите од преспанскиот и бугарскиот договор треба да се исперат некако, нели? Многу реален муавет од човекот во целата оваа приказка, но еве да се вратиме на Гренланд. Зошто е толку различно пример од различни страни? Во основа зборуваме за една територија која што не може да биде Данска, никако. Ајде да не се лажеме, секоја чест на Данска, но не може да биде Данска, може да биде суверен, како што е делум на сегама, посебна некоја држава, но еве Трамп, како што каже и ти на самиот почеток, рече, нема шанси да го земеме нема да го земеме со воена сила. Како мислиш дека ќе го земе Гренланд? Бидејќи ќе го земе. Мислам да немаме дилеми околу тоа, дека Гренланд веќе припаѓа на Соединетите Американски држави, сега се бара начин како тоа да се реализира. Исто како што војната во Украина е завршена, само сега се бара начин како тоа сето колку е можно подостоинствено да заврши, зборувам достоинствено за Соединетите Американски држави. Зошто Руската Федерација разговара само со Соединетите Американски држави околу војната и околу мирот во Украина? Затоа што вие не може да разговарате со војниците на војното поле за потпишување мир. Разговарате со оној кој ја започнал војната. А факт е дека Соединетите факт е дека Соединетите Американски држави во времето на Бајден ја започнаа оваа војна и договорот за завршување на таа војна ќе го потпишат само Соединетите Американски држави и Руската Федерација и никој друг. Што се однесува до Гренланд. И Лавров вчера беше многу јасен со што му даде ветар во грб на Доналд Трамп, кога рече, па всушност Гренланд не е дел од Данска. Значи, ако и од втората голема сила добивате потврда на тоа вашето, дека Гренланд не е дел од Данска, а денес во Давос, и пред тоа, Трамп е многу јасен кога кажува, дека вие дојдовте со едно бродче таму и сега велите дека е Гренланд ваш. Меѓутоа вели, ние Гренланд ви го отстапивме после 45-тата. Ние го држевме и го чувавме да не биде освоен од германските сили, затоа што германците Данска ја окупираа за 6 часа. И ние моравме, рече, да го заштитиме Гренланд, за да не биде и тој окупиран исто така. И голема глупост на американската надворешна политика беше што ви го врати Гренланд. Денес бараме, еве од вас и од НАТО и од Европа, да ни го дадете Гренланд. Значи човекот беше толку милозвучен, толку убаво, без да напаѓа, без закани и без ништо, едноставно рече, бараме да ни го вратите како што ние вам ви го дадовме во 45-тата. Но сега тука постои една интересна паралела. Истото го зборува и Путин за Украина, дека и Украина, барем оној дел каде што е Донбас, дека и е даден на Украина. Наративот е не случајно, ајде да не се потполно. Значи, како еден со друг да си даваат легитимитет на она што го работат. И прв пат Трамп даде легитимитет на специјалната воена операција во Украина после акцијата во Венецуела. И тој рече, извршивме прекрасна специјална воена операција во Венецуела. Значи ги употреби потполно истите зборови кои ги користи и Руската Федерација. Со тоа веќе даде легитимитет на Руската специјална воена операција, така што големите сили веќе си даваат легитимитет на активностите. Тоа ќе рече, она што говориме цело време, дека се што се случува после состанокот на Трамп и Путин во Енкоридж на Аљаска, веќе се е договорено. Може би, останува уште да се реши прашањето на така наречениот Близок Исток, што е всушност Југозападна Азија, не е никако Близок Исток. Меѓутоа, тука гледаме
дека за прв пат во својата 6000 годишна историја една Кина постави црвени граници. За прв пат рече дека нападот врз Иран е нашата црвена граница и дека Кина нема да дозволи напад врз Иран. Тоа е прв пат една таква реторика. Досега беа многу мирни, повлечени, Конфуцие. Тоа е во кинеската традиција, да се биде одмерен, да се биде трпелив, меѓутоа сега конечно за прв пат кажа, тоа ќе рече дека подсетуваат на договорот Денкорич, дека и тие ќе ги штитат нивните интереси, а тоа е тој дел каде што и конечно со промената на владата во Јапонија и со доаѓањето на новата премиерка, дојде власт која се враќа назад кон духовните вредности и традицијата. Дефинитивно. Да, меѓутоа јавно обзнани дека ја враќа Јапонија кон традиционалните вредности, кон духовноста, она што јас и Махак веќе еве неколку месеци го заговараме. Сакам да кажам, и затоа она што Трамп го предложи да седнат и да се формира групата C5 наспроти G7 на која тој одби да присуствува, иако беше од Макрон поканет, таа група C5 во која ќе учествуваат Соединетите Американски држави, Руската Федерација, Кина, Индија и Јапонија. Тоа би бил тој светски концерт кој јас го говорам одамна по урнекот на европскиот концерт во Виена. Редефинирање на светот, така. И целосно редефинирање на светот. Тоа се 5 условно речено најмоćни држави, меѓутоа и 5 држави кои ја почитуваат традицијата во овој момент, традицијата, суверенитетот и националните идентитети. Не случајно наредниот светски поредок ќе биде сојуз на национални идентитети. Значи, само оние кои ќе го зачуваат својот национален идентитет ќе бидат рамноправни во новиот светски поредок. Нормално дека рамноправноста е поголема за поголемите, помала за оние другите, меѓутоа оној кој ќе си го избрише сопствениот национален идентитет може да биде и целосно избришан од новата карта во новиот светски поредок. Гренланд ќе биде токму катализатор на овие процеси. Најверојатно ќе ги забрза, како што и ти рече, ќе ги забрза овие процеси, ќе го забрза повлекувањето на САД и од НАТО и од Европската унија, ќе го забрза процесот на обезбедување на својата западна хемисфера со северната граница Гренланд и препуштање на сферите на влијание на Руската Федерација и на Кина. Дали Европа всушност не е така поделена како што некој сака да представи? Повторно се оние мејнстрим медиумите кои што ти ги спомена претходно, кога сака да дадат некој наратив дека нешто се случува, тоа нема врска. Ние го видовме тоа многу пати. Се сеќаваме на мене прво што ми паѓа на ум кога нешто ќе ми се спомене околу правење на наратив е Чарлиевите ангели и BBC. Оно истиот BBC кој што потоа му се извинуваше на Трамп, па требаше милиарда, па сега може и 100 милиарди долари ќе плати, но како и да е, значи наративите се присутни, но која е реалноста? Велат Европа е поделена. Во Франција, Макрон е веќе минато прашање на време, Лепен и останатите. Во Британија лабористите се тапа дали ќе има тројца пратеника што се вика, Фараш и останатите ораат. Во Германија Мерце исто така. Лепчо, Европа е целосно поделена. Так. Целосно е поделена. Од една страна се владеачките елити, од друга страна европските народи. Така. Значи, владеачките елити владеат наспроти волјата и интересите на сопствените народи. И тука немаме дилема. А демократијата е воља на мнозинството. На мнозинството. Ние знаеме дека Аналена Бербок, жената за која диаметрално спротивно беа 360 степени, а жена која денес председава со Генералното собрание на Обединетите нации, таа жена изјави дека ние во Германија, германската влада, ќе работи вака како што работи, иако знаеме дека 90% од народот не го прифаќа ова. Значи, јавно беше кажано и кај нас некои правеа, па тоа немало храброст требало за тоа. Дека ние работиме, им беше речено, наспроти волјата на нашиот народ. Тоа се во сите држави. Макрон го работи истото, Стармер го работи истото. Онаму,
каде што требаше да дојдат луѓе кои ќе работат во интерес на својот народ, беа оневозможени на различни начини. Беа оневозможени со судски процес во Романија, каде што му беше одземена победата на Ѓорѓеску како на конзервативен кандидат и беше поништен дури целиот круг на избори, му беше забрането да учествува во вториот круг на избори, се додека либералните елити не донесува свој човек на власт, кој ќе работи по нивното правило, наспроти волјата на сопствениот народ. На друг начин го направија тоа истото во Молдавија, да речеме, номинирајќи ја и востоличувајќи ја Санду како председател, со тоа што не овозможија гласовите на илјадници и илјадници молдавци во Русија да стасаат и да бидат изброени, наспроти гласови кои стасаа од европските држави кои ги нема никаде. И така натаму. Гледаме дека против АФД се води исто така судска постапка, се води судска постапка против Марин Ле Пен во Франција. Значи се обидуваат на сите можни начини да ја зачуваат својата власт, затоа што доколку ја изгубат власт, ќе одговараат. Тука е суштината на нештото. Ќе одговараат за огромна корупција, ќе одговараат за започнување и поттикнување на војната во Украина, ќе одговараат за милионите изгубени животи во Украина, затоа што тие се тие кои учествуваат во оваа војна, учествуваат, значи, ако вие велите, секој ден одвојуваме пари, одвојуваме оружје, вие учествувате во таа војна. Вие не може да речете дека ние сме невини. Затоа се обидуваат да се одржат колку можат повеќе на власт. И јас се плашам, искрено се плашам, дека бидејќи се целосно дефакторизирани, дека ЕУ и нивното бирократско раководство не се прашува за ниеден проблем во светот, е битно колку ланскиот снег, дека единствен простор кај што може да биде битно и да биде фактор е Балканот. И јас исклучително се плашам дека може да предизвикаат војна овде на Балканот за да станат фактор. Да. Тоа е прво. И второ, тие либерални елити кои водат, условно речено, економска војна против Кина, да не заборавиме. Кина ги има двете најголеми пристаништа, и Солунското и Атинското пристаниште. И на Кина затоа и треба брзата пруга за да може производите да стасуваат до Централна Европа што поскоро и така натаму, но формирајќи го овој сојуз Израел, Грција и Кипар, а формирајќи се сојузот Турција, Саудиска Арабија и Пакистан, можно е да се отвори конфликтот, оти Велика Британија е таа која ги предизвикува конфликтите и војните. Ние сме сведоци, таа беше со одењето на Борис Џонсон во Украина, која не дозволи да дојде до мир во Украина. Меѓутоа, кога таа британска империја во која не заоѓало сонцето, нели, почна да се повлекува, таа оставаше отворени конфликти зад себе, па така го остави Индија и Пакистан, па го остави конфликтот меѓу Палестина и Израел, кој сега го отвори. Последен таков замрзнат конфликт е Кипар, нерешеното кипарско прашање. И многу лесно може да го отвори тој замрзнат конфликт и да создаде војна овде на Балканот. А Кипар е во нашиот двор, не е далеку за да мислиме дека тоа нема да се прелее и овде на Балканот. И јас затоа сум исклучително уплашен од создавањето на овие сојузи, кои се создаваат и внатре во рамките на се уште постоечкото НАТО, и затоа не случајно размислуваме за таа неутралност под заштита на токму на тие три големи држави. Да се разбереме. Гледаме како се вооружуваат нашите соседи. Хрватска веќе купи француски миражи, Србија го направи истото. Србија има и свое производство на оружје. Едно Косово се вооружува, страотно се вооружува, и тоа преку Турција, но и преку Хрватска и Албанија. Албанија се вооружува. Бугарија и Романија имаат две најголеми бази на НАТО каде што се трупа оружје. Грција исто така, Турција исто така. Ние, за жал, се уште одиме со тезата дека НАТО ќе не брани. Не може НАТО да не брани.
Но на крајот на краиштата и доколку ги вложиме сите своји финансии во вооружување, ние повторно ќе бидеме најслабо вооружената држава на Балканот. И од тука е идејата за демилитаризирана и неутрална зона држава, која ќе биде под заштита на големите светски сили, за да војната не се прелие и на крајот на краиштата. Таква Македонија може да биде тампон зона меѓу овие воени сојузи кои инаку би продефилирале како всушност и во балканските војни, само би се прошетале по територијата на оваа држава и би влегле во меѓусебни конфликти. Од тука да се надеваме дека Британија зошто се сега интервенциите со кредити за коридорот 8, посебно за коридорот 8. Коридорот 8 е коридор, ако има гледачи кои не знаат, кој треба да води од Драч до Бургас. Бидејќи Црното море, влез во Црното море, според договорот од Монтре од 1936 може да даде само Турција за влез на воени бродови во Црното море, преку Босфорот и Дарданелите. А бидејќи најголемата воена база на НАТО се гради во Констанца во Романија, и сега оружјето треба да стаса некако до таа воена база, најлесно е да се истовари во земјата членка на НАТО во Драч, преку коридорот 8 да помине до Бургас и од Бургас да стаса во Констанца, која се наоѓа на 30 километри од тука. Со тоа би се вооружувало и уште повеќе тој дел на Балканот, меѓутоа во една таква ситуација ние ќе влеземе во една несакана можност да трпиме последици од сето тоа, и затоа треба да се биде многу мудар во ова време, да се следат големите сили, да не се влегува безалтернативно во што и да е, пак ќе речам, да биде едноставно да не спие нашата дипломатија, да бара средби, билатерални средби и контакти, посебно со Руската Федерација, со Кина и со Соединетите Американски држави. Од иднината на Македонија лежи само во соработка со тие три големи светски сили. Како мислиш дека ќе се движи светот, еве токму околу Гренланд, кој што повторно така како омилена тема денеска, ти најави да и Трамп најави дека ќе го земе, но на мирен начин. Како ќе го земе на мирен начин? Што мислиш, како ќе го оствари тоа? Ти велиш ќе прават, ја мислам дека има план веќе. Не е дека ќе прават планови, дека таму не се случува ништо случајно и стихино, дека веќе е обмислено како и на кој начин ќе го направат тој, а чим вели дека ќе го земат, туку еве, имаш идеја како едноставно ќе ја истовари својата армија на Гренланд. Но нема да биде тоа воено. Нема само да биде. Ќе ја истовари. Само ќе ја истовари. Да. И што? Кој е тој? Макрон? Стармер? Кој е Кина и Русија не рекоа ништо, значи тие се тргнати. Кој е тој кој ќе даде наредба и како ќе даде наредба на НАТО да ги нападне американските сили? Кога? НАТО е всушност американската армија. НАТО не е никаква организација. НАТО е само алиби за Соединетите Американски држави, кога некаде ќе интервенираат, да кажат дека интервенира една воено-политичка организација, а дека не интервенираат тие како држава. Ирак, НАТО им е потребно, НАТО им е Ливија, само потребно Сирија. за да се каже дека не ние, туку 27 земји го правиме тоа. Еве да видиме без американската армија што е НАТО. НАТО е ништо, значи НАТО е американска војска како алиби за да се докаже дека е тоа воено-политички сојуз кој навистина зајакна со подпредседалствувањето, односно заменик генерален секретар на Шикеринска во НАТО, и мислам дека од тогаш станува многу посериозна воено-политичка организација, но шегата на страна, навистина мислам дека Соединетите Американски држави, повикувајќи се на 6 бази кои ги имале на Гренланд, сега имаат само една, 5 ги имаат повлечено, повикувајќи се на тие 6 бази, ќе се вратат и ќе ги формираат одново. Ќе ги истоварат своите војници таму и со тоа ќе заврши сагата за Гренланд, а потоа ќе се бара решение како сето тоа правно да се формализира и Гренланд да стане дел од Соединетите Американски држави. Зошто им е битен Гренланд? Многу ми натврдат дека е тоа заради богатите наоѓалишта на газ, на ретки минерали. Да, има и тука нешто, но суштината на сето ова е Арктикот.
Значи, суштината на новите светски конфронтации е Арктикот. Арктикот како уште поголемо парче мраз од Гренланд, кој крие во себе многу богатства, меѓутоа е и пат, е поле за воено вселенските војни кои следат некогаш. Зашто станува збор? Во моментов, Русија има 40% од Арктикот, затоа што нејзиниот брег излегува на толку спротивно на арктичкиот брег. Имаат тука Норвешка, Данска, Гренланд, Канада и многу малку има дел од Арктикот, Америка преку Аљаска. Доколку успее да го земе Гренланд, Соединетите американски држави ќе добијат уште 25% од Арктикот и со тоа веќе стануваат под наводници собственици на Арктикот на еден поголем дел. Да. Доколку успеат и Канада да ја земат како 51-ва или 2-ра држава, тогаш ќе картата на Северна Америка, тогаш ќе имаат 60% собственост од Арктикот и веќе ќе ги исполнат своите стратегиски цели и интереси. Колку е сериозно ова за Канада? Зборуваме за војска, правеат денеска некои статистики и со односот на војниците 40:1 во полза на Америка се разбира, а оружено гледано мислам дека тоа не може да се измери во бројки. Неофицијално Канада се подготвува за герилска војна, затоа што е свесна дека во директен судир проценките на светските аналитичари се дека за 2 дена, а велат тоа може да биде и многу време, Канада Лјупчо, веќе има во една провинција канадска веќе има референдум на кој гласаат за припојување на, да не го сгрешам името, веќе гласаат за припојување на нивната провинција кон Соединетите американски држави. Од друга страна, тука се почнува во Канада да ровари и Франција, затоа што ние знаеме дека еден дел од Канада има француско влијание, односно французите се уште полагаат право на тој дел на Канада, така што Франција, како и насекаде, се обидува своето замешателство да го направи и таму. Канада е во една незавидна ситуација. Не случајно завчера канадскиот премиер отиде во Кина, не случајно рече Welcome China, не случајно ја повикува Кина. Значи, полека, но сигурно се разместуваат нештата. Меѓутоа, Кина нема да се... Да, економска соработка секако, меѓутоа нема да се... Ниту ќе се осмели, ниту има потреба да влегува во туѓ двор и да си ја бара бељата. На Кина, ќе добие затоа нешто друго, на Кина и треба оној дел од влијание кој нејзе и е потребен. Тоа е Југоисточна Азија и тој дел за кој таа и да ја остават, да си го реализира својот проект Појас и пат, или патот на свилата, со кој влегува во северо-западна Африка. Северо-источна Африка ќе ја добие Руската Федерација како свое влијание. Така што тие се многу интересни нешта кои ќе се случуваат, но Гренланд ќе биде катализаторот. Очекуваш многу интересна 2026 година. Па може би нема сето ова да се случи во 2026-та, но дека во наредните 2 до 3 години сето ова ќе се случи, можеме да очекуваме и дека многу брзо ќе оди. Гледаме колку брзо се менуваат нештата. Кој очекуваше пред месец дека Мадуро ќе биде киднапиран, дека ќе се случи ова? Така ќе се случи на Гренланд, ќе се расонат и ќе видат американски бази реотворени. Затоа може да се случи и да оди ова сето многу брзо, но договореното според мене е договорено е на Енкоридж на Аљаска и полека, но сигурно еве одиме кон реализација на сето тоа. Ти благодарам што беше мој гост. Ти благодарам што ме покани. Не успеавме да зборнеме за Македонија и за корупцијата, а имав подготвено, нели она со судијата што се случи, ќе ми дозволиш уште една минута. Имав подготвено, слушнав една многу интересна шега за вели, го прашува таткото синот му, вели, синко, со што сакаш да се занимаваш кога ќе пораснеш? А овој вели, со организиран криминал. И таткото му вика, браво бе синко, државна функција сакаш. Сакам да речам, таа корупција, ова што се случува со судиите и со се, тоа е привилегија на државните функционери и
за жал ни се случува и ќе ни се случува и мораме да се избориме. 4 нешта против кои треба да се бориме, така ќе ја завршиме емисијава се корупцијата, криминалот, непотизмот и партизацијата. Мораме како основна цел на нашата битка да ги имаме овие 4 зла. А за да биде интересна 2026-та во Македонија, исто за крај очекуваш конечно и затворања нечи, отворања на случаи, има една паника во едни редови на една опозиција и се очекуваш да се случуваат. Конечно тоа се чека од самото стапнување на власт на ова влада, дека конечно ќе се извадат тие случаи од фиоките и дека ќе почнеме да раскрстуваме и со СДСМ, и со ДУИ, Па со заминувањето на господјата Агелер, чадорот кој ги штитеше малку се подотвори и сега може да им се влезе во дувлата. Не дека таа не беше дел од таа корупција. Ние сме сведоци како сладко се смееше со Артан Груби кога се поставуваше табла дека започнува изградбата на автопатот кон Охрид, за кој автопат знаеме дека беше чисто коруптивен чин, така што господјата Агелер си заминува и остава отворен пат за да се расчистат некои нешта. Јас за ДУИ веќе споменав, очекувам дека 2026-та ќе биде година кога Али Ахмети ќе биде повикан во Хаг. И сега тој се обидува да се пазари. Сега е добар, да. Да, се обидува да се пазари. Меѓутоа, моите очекувања се дека ќе се случи тоа. Така. И во редовите на она опозиција која што секојдневно прави пресконференции за српски врски, за не знам, многу се такви урневесни. Значи, тие веќе дефинитивно рековме. За жал. Јас на времето имав многу пријатели во СДСМ, додека СДСМ беше социјалдемократска партија со социјалдемократски суверенистички идеи. Иако беше левичарска партија, меѓутоа беше суверенистичка на вистина за да се сочува државата. Денес во СДСМ нема ни С од социјалдемократија. СДСМ е најголемата либерална невладина организација без своја идеологија, без ништо што наликува на политика и како таква не може ниту да обстане. И јас на сите емисијеве повторно ќе ги упатам. Тој што како левица, како левичарска партија, прв ќе се врати на принципите на социјалдемократијата, тој ќе обстане на политичката сцена во Македонија. За жал, ние во моментов имаме една либерална невладина организација и една анархистичко-синдикалистичка организација, така што немаме ниту една партија на левиот политички простор која ги има вистинските социјалдемократски вредности. Нека размислуваат околу ова, час поскоро нека формираат таква политичка организација, затоа што на Македонија и треба и моќна лева политичка опција, затоа што птица со едно крило не може да лета, туку паралтисува продолу, паѓа и угинува. Македонија во моментов, за жал, има само едно крило. А едното крило не може да не држи во рамнотежа, туку постојано нели влече и може да паднеме и да се убиеме. И второ, кога си со едно крило, многу полесно влегуваш во коруптивни шеми, во шеми на ароганција, во шеми на... Така, оние пониските ешалони сметаат дека се многу моќни и дека можат што и да изведуваат додека се на власт, а тоа не е добро. Не е добро ни за коалицијата на власт, не е добро ни за државата. Уште еднаш ти благодарам, што беше мој гост. Благодарам што добив можност да проговориме. Се надевам не им досадивме на гледачите и да им ги честитаме сите празници што поминаа, да им посакаме убава и среќна нова година и така. Ти благодарам, ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.